Една недела откако му беше определен притвор по пријава поднесена од финансиската полиција, поранешниот директор на Царинската управа Стефан Богоев ки излезе од притвор откако основниот кривичен суд ја прифати понудената гаранција во износ од 55.000 евра. Како што информираше судот, одлуката е донесена по жалба поднесена против решението на судија на претходна постапка од 4 јуни оваа година, со кое по предлог на надлежниот јавен обвинител му беше определена мерката притвор. Кривичниот совет донесе решение со кое ја уважи жалбата и ја прифати понудената гаранција на осомничениот, соопштија од основниот кривичен суд Скопје. Гаранцијата се состои од готови средства во износ од 55.000 евра во денарска противредност, кои ќе бидат депонирани во корист на Македонија како обезбедување за присуство на осомничениот во понатамошниот тек на постапката. Покрај гаранцијата на Богоев му се определени и мерки на предпазливост согласно законот за кривична постапка, кои вклучуваат привремено одземање на патната исправа и забрана за преминување на државната граница. Од судот посочуваат дека доколку осомничениот не ги почитува изречените мерки, може да му бидат определени и построги мерки за обезбедување на неговото присуство во постапката. Случајот останува во фаза на истражна постапка. Надлежните институции засега не соопштуваат дополнителни детали за предметот. Гувернерот на Народната банка Трајко Славески учествуваше на панел дискусија трасирање на идниот развој, организирана во рамки на меѓународниот симпозиум Навигација низ светската финансиска неизвестност, развој на финансиските пазари, инвестициските стратегии и меѓународниот монетарен систем, што се одржа во Шангај во организација на Банката за меѓународни поравнувања и Народната банка на Кина. Во своето обраќање Славески посочи дека централните банки денес функционираат во услови на сериозни глобални предизвици, создадени од последователни економски и геополитички шокови од пандемијата преку нарушувањата во синџирите на снабдување до растот на цените на енергенсите и суровините. Тој нагласи дека искуството од последните години покажало дека зачувувањето на ценовната стабилност мора да остане примарна цел на монетарната политика, дури и кога инфлаторните притисоци се резултат на надворешните фактори. Осврнувајќи се на мерките што ги презела Народната банка за време на последниот инфлацијски бран, Славески истакна дека бил применет сеопфатен пакет мерки, кој опфатил зголемување на каматните стапки, повисоки задолжителни резерви и заострување на макропрудентните политики. Гувернерот потенцираше дека стабилниот девизен курс останува клучен елемент на макроекономската стабилност во земјава. Оцени дека благодарение на навремените политики инфлацијата е значително намалена, економскиот раст останува отпорен, а финансискиот систем стабилен. На крајот, гувернерот нагласи дека монетарната политика не може самостојно да одговори на сите глобални предизвици и дека е неопходна координација со одговорна фискална политика и структурни реформи. На панелот покрај Славески учествуваа и гувернерите на централните банки на Аргентина, Исланд и Монголија. Протестите во Албанија против планираниот проект во заштитеното подрачје Звернец продолжуваат веќе 10 ден, при што илјадници граѓани излегоа на улиците во Тирана барајќи прекин на активностите и оставка од премиерот Еди Рама. Под слоганот Албанија не е на продажба, демонстрантите порачаа дека нема да се откажат од протестите, се додека не бидат исполнети нивните барања. Протестниот марш започна од плоштадот Скендербек, продолжи кон булеварот на националните херои, каде учесниците се собраа пред владината зграда. Протестантите носеа национални знамења и транспаренти со критики кон владините политики, најавија продолжување на граѓанскиот притисок и во наредниот период. Незадоволството не е ограничено само на главниот град. Во изминатите денови слични собири беа организирани во други албански градови. Поддршка пристигна и од албанската диаспора во повеќе европски држави. Повод за протестниот бран беше инцидентот од 30 мај во областа Звернец, според снимки објавени на социјалните мрежи. Обезбедување на приватна компанија насилно отстранило граѓанин од локацијата, што дополнително го зголеми револтот кај јавноста. Во меѓувреме во јавноста се појавија тврдења дека контроверзниот проект би можел да биде поврзан со Џаред Кушнер, зет на американскиот претседател Доналд Трамп.
Премиерот Рама ги отврли критиките. Изјави дека проектот се реализира во согласно со законските и еколошките процедури. Сепак призна дека се уште не постои финална верзија на проектот, ниту комплетирана студија за влијанието врз животната средина. Според информации објавени во албанските медиуми, специјалното обвинителство за борба против корупцијата и организираниот криминал започнало истражни активности поврзани со случајот, иако засега нема официјална потврда од обвинителството. Мај 2026 година е регистриран како втор најтопол мај на глобално ниво. Откако се водат мерењата, покажуваат најновите податоци на службата за климатски промени Коперник при Европскиот центар за среднорочни временски прогнози. Просечната глобална температура на воздухот во текот на месецот достигнала 15,81 степен Целзиусов, што представува зголемување од 0,55 степени во однос на просекот за периодот 1991-2020 година. Потопол бил единствено мај 2024 година. Паралелно со високите температури на копното, температурата на површината на океаните останала блиску до рекордните вредности. Во тропскиот дел на Пацификот продолжило затоплувањето, што според експертите укажува на движење кон развој на климатскиот феномен Ел Нињо. Европа во текот на мај доживеала нагла промена од температури под просекот кон период на исклучително високи температури во втората половина од месецот. Особено погодена била Западна Европа, каде Франција, Обединетото кралство, Ирска и Португалија се соочиле со еден од најинтензивните рани топлотни бранови досега забележани за месец мај. Во повеќе региони температурите достигнале меѓу 35 и 40 степени Целзиусови, создавајќи услови за сериозен топлотен стрес. Во однос на врнежите, делови од Западна и Јужна Европа, вклучувајќи ги Шпанија и Италија, биле посуви од просекот, додека поплави биле регистрирани во Турција, Бугарија и Молдавија. Северна Европа и делови од Скандинавија пак имале повлажни услови. Истовремено Централна и Источна Европа се соочиле со суша, при што нивото на водата во големите речни сливови, меѓу кои Дунав и Висла, паднало под просечните вредности. На глобално ниво повлажни услови биле забележани во делови од Северна Америка, Азија, Бразил, Јужна Африка и Австралија, додека сушата продолжила во централниот дел на Соединетите Американски држави, поголемиот дел од Јужна Америка и Југозападна Австралија. Во поларните региони обемот на морскиот мраз продолжил да биде под просекот. На Арктикот бил измерен пад од околу 4%, додека на Антарктикот морскиот мраз бил околу 9% под просечните вредности за месец мај. Од Управата за хидрометеоролошки работи за денес најавуваат сончево и топло време со мала до умерена облачност, додека попладне и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Од таму посочија дека локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и невреме со појава на град. Минималните температури ќе се движат од 11 до 15 степени Целзиусови. Максималните ќе бидат во интервал од 24 до 33 степени. Во Скопје сончево и топло време со мала до умерена облачност. Во вечерните часови во текот на ноќта во делови од котлината ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.